Како да им се помогне на жртвите на семејно насилство кои одлучиле да ја напуштат насилната средина? Ова е прашањето на кое одговор треба да дадат проектните активности кои се спроведуваат во Струмица во рамки на проектот Институционализирање квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство. Здруженијето Sky Plus во наредниот период ќе почне со истражувањата од кои треба да се изнајдат препораките и наудите. Sky Plus се вклучи како субгрантист на овој проект. Нашето веќе искуство со работата на жртвите на семејното насилство ни покажува дека останува потребата како да им се помогне на жртвите, посебно во економска стабилност и материјално живење, а оттаму и со голем ентузијазам се вклучивме во проектот, зашто сметаме дека неговата цел е благородна, да се издадат решенија и сервиси за жртвите на семејно насилство да можат и понатаму да делуваат надвор од насилната средина. Тоа е важно и за заедницата, но и за целото општество. Само реинтегрирани ќе го имаме бенефит од сите. По направените истражувања и анализи ќе биде направена финална програма со насоки и препораки кои може да ги пременуваат локалните власти за да им помогнат на жртвите на насилство. Развивањето модели за финансиска поддршка и социјални пакети е клучен чекор во процесот на воспоставување сеопфатен систем на заштита и поддршка на жените жртви на семејно насилство и нивните деца кои донеле одлука да ја напуштат насилната средина. Проектот освен во Струмица се спроведува и во Битола, Кавадарци, Прилеп, Радови, Жвеле, Стетово и Свети Николе. Активноста ја реализира Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, како партнерска организација на Автономен женски центар Србија, а со финансиска поддршка од Австриската агенција за развој.